Во ова издание, САД и западните союзници воведоа нови строги економски санкции против Русија, забранувајќи американски инвестиции таму, целосно блокирајќи ги најголемите финансиски институции, замрзнувајќи средства што ги поседуваат возрастните деца на Владимир Путин. Како што Украина објави дека ја вратила контролата врз околните места околу главниот град Киев, нови ужасни извештаи за смрт на стотици цивили. Аналитичарите предупредуваат дека зависноста од производството во Кина го влошило проблемот со синџирот на снабдување. Како се одразува тоа во САД? Ќе ви кажеме. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Боаджиевски. САД ја блокираат Русија да исплаќа долг со пари кои се предмет на юрисдикција на Америка. Ова уследи по мерката на почетокот на оваа недела да ги направи замрзнатите средства на Русија недостапни за исплата на долг. Портпаролката на Белата куќа Псаки појасни дека Москва ќе мора да одлучи дали ќе ги троши доларите за да се избегнат казни од кредиторите или ќе продолжи да ги финансира војните операции во Украина. Украинскиот министер за надворешни работи Дмитро Кулеба денес ја утврли неподготвеноста на некои земји да ги исполнат украинските барања за оружје, поради страв дека ќе бидат вовлечени во конфликт со Русија, велејќи дека ако се даде на Украина она што и треба, украинците ќе се борат за да не мора никој друг тоа да го прави. Мислам дека договорот што го нуди Украина е праведен. I think the deal that Ukraine is offering is fair. You give us weapons, we sacrifice our lives, and the war is contained in Ukraine. Вие ни давате оружје, ние ги жртвуваме нашите животи, рече Кулеба. Тој зборуваше во Брисел пред средбата со министрите за надворешни работи на НАТО, заедно со генералниот секретар Јен Столтенберг, кој рече дека сојузниците ќе ги адресираат потребите на Украина за системи за противвоздушна одбрана, противтенковско оружје и друга поддршка. Кулеба ги поздрави новите западни санкции против Русија, но повика на дополнителни мерки, вклучително и целосно ембарго за руската нафта и газ. САД и нивните западни сојузници вчера најавија нови строги и непосредни економски санкции против Русија, забранувајќи ги американските инвестиции таму, целосно блокирајќи ги најголемите финансиски институции во земјата и таргетирајќи го имотот на возрастните деца на председателот Владимир Путин. Новите санкции според Белата куќа се реакција на злосторствата против украинските цивили, наводно извршени од руски војници, вклучувајќи ги оние што беа откриени неодамна во Буча. Русија негираше дека убила цивили во Буча. По руското повлекување од градовите околу украинскиот главен град Киев, жителите тагуваат поради смртта и деструкцијата што ја оставија руските војници. Украинската влада смета дека има докази што покажуваат дека се направени воени злосторства. Гласот на Америка јавува од Украина. Ова парче земја во украинскиот главен град Киев е наменето за одавање почит на цивилите и војниците, убиени во неодамнешните борби, како и за идни жртви на војната. Како што Украина најави дека ја вратила контролата врз околните места околу главниот град, се појавија ужасни извештаи за смрт на стотици цивили, од кои многумина оставени да лежат по улиците. Неодамна голем пожар избувна во јужниот пристанишен град Одеса, откако при руски воздушни напади беа погодени фабрика за масло и складишта за гориво околу градот. Одговорниот за гробиштата во Киев вели дека војната сега можеби ќе биде насочена понатаму кон истокот и југот, но смета дека релативниот мир во градот е привремен. Откако почна војната на крајот на февруари, 30 проектили ги погодиле овие гробишта. Невозможно е да се чувствувате безбедно тука. Например, на 2 март за време на ескалацијата во Буча, гробиштата беа погодени од проектили на 100 метри од работниците. Работниците се сокрија внатре во гробовите и по нападот продолжија да копаат. Локалното население е шокирано од смртта и деструкцијата. Киев останува ограден со барикади, а руини од бомбардирани згради стојат каде што паднале по нападот. Русија вели дека се повлекла од Киев, но некои веруваат дека ќе продолжи да напаѓа во други региони. Не им верувам. Мислам дека се регрупираат и би можело да биде уште полоша ако Русија префрли повеќе трупи во источниот дел. Не е лесно за украинските војници да ги бранат тие региони. Во западниот дел на државата, каде сирени за воздушни напади се слушаат дневно, иако нападите тука се поретки, лидерите велат дека нивната влада ги подготвува граѓаните да ги издржат борбите. Обезбедуваме различен вид обука, брза помош, вежби за хемиски напад, инструкции при воздушни напади, одбранбени вештини, вклучително и одбрана на зградата на градското собрание,
каде се наоѓаме сега. Ова училиште во Виница се користи за сместување раселени во Украина. Многумина од нив велат дека се бесни. Голими руками підемо, будемо витягувати. Ако треба, ќе се бориме со голи раце, ќе ги уништиме зашто убиваат наши деца и се друго што прават. Војната во Украина принуди околу 10 милиони луѓе да ги напуштат нивните домови, а според Обединетите нации, половина од нив се деца. Украинската влада рече дека масовните убиства во Буча и други градови околу Киев покажуваат воени злосторства. А за крај на News Flash, најновите случаи на COVID во Кина го зголемија притисокот врз веќе затегнатиот синџир на снабдување, предизвикувајќи доцнење во испораката на секојдневните производи во САД. Елизабет Ли од Гласот на Америка известува за тоа како се снаоѓа еден мал бизнис за да го ублажи проблемот. Јанг Шулц увезува облека и други стоки од Кина, кои на крајот завршуваат во стоковните куќи во САД. Пред пандемијата биле потребни 3 недели за да стасаат од Кина до незиниот магазин во Јужна Калифорнија. Сега се потребни уште најмалку 45 дена. Добив имейл дека имаме 5 контейнери што треба да испловат на 22 јануари. Сепак не ги одложија за 1 февруари. Експертите за синџирот на снабдување велат дека одложувањата ќе продолжат да бидат непредвидливи, главно затоа што сојот Омикрон и Делта се појавија во многу кинески провинции, вклучително и градови со пристаништа. Тоа во комбинација со кинеската стратегија за карантин и масовно тестирање против ковид предизвика последователни ефекти врз глобалниот синџир на снабдување. Пред Омикрон и пред најновите карантини и делумни ограничувања во Кина, глобалните синџири на снабдување се наоѓаат под стрес веќе неколку години. Но последниот развој на настаните во Кина и во кинеските пристаништа што туку ја обремени и онака тешката состојба. И ако едно кинеско пристаниште затвори, префрлањето до друго пристаниште не е толку едноставно. Во Кина, особено во поголем град, не дозволуваат влез на жител од друг град, бидејќи веруваат дека со секој од надвор од градот ризикот е превисок. Така воведуваат карантин 14 дена минимум. Дури и кога бродови со контейнери пристигнуваат во САД, има повеќе доцнења. Има недостиг од контейнери, но имаме и недостиг од работници во магазините, возачи за камионите. Доцнењето носи и финансиски трошоци. Например, контейнер што порано чинеше од 3 до 4.000 долари за испорака, сега изнесува повеќе од 20.000 долари. Пристаништето во Лос Анџелес не регистрирало влијание од најновите случаи на ковид во Кина, но очекуваме забавување во февруари од Кина и другите земји од Пацификот поради кинеската нова година. Дали омикронот ќе влијае дополнително, ќе треба да почекаме и да видиме. Аналитичарите велат дека зависноста од производството во Кина го влошило проблемот со синџирот на снабдување. Компаниите сваќаат дека веќе поминаа 2 години од појавата на ковид и требале да превземат чекори и да побараат алтернативни извори на снабдување. Дон Ди Костанцо, извршен директор на Pidigo Electric Bikes, го направи токму тоа. Сакаше да го распореди производството во повеќе земји поради тарифите за велосипедите произведени во Кина, никогаш не помислувајќи дека ќе дојде пандемија. Сегашната криза во моментов ја ублажуваме со постојан проток на пратки кои доаѓаат од Виетнам, Кина и Тајван. Се чини дека сите имаат карантин, но во различни временски периоди. Ди Констанцо исто така складира велосипеди во магазините 4 месеци наместо 2. Во услови на неизвестност околу тоа што ќе донесе следно пандемијата со ковид, експертите се согласуваат дека 2022 ќе продолжи да носи прекини во синџирот на снабдување и повисоки трошоци за потрошувачите. Го гледате News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За повеќе информации појдете на гласнааmerika.com. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме утре.